Со измени во кривичниот законник да се овозможи државата по службена должност да ги гони сторителите на семејно насилство. Единствено вака, жртвата ќе се заштити и нема да потклекне на притисокот и се откаже од кривично гонење. Таков беше случајот и со младата Емилија Пешева, која неколку месеци пред да ја убие нејзиниот поранешен партнер во Штипскиот центар за социјални работи си ја повлекла изјавата. Потребни се итни промени во кривичниот законник, бидејќи според статистиката, дури 70% од жените под притисок на насилниците и семејството или поради економска зависност се приморани да се откажат од кривично гонење на своите насилници, алармираат од Сдруженијето ЕХО. Ние и порано инсистиравме да има промени во кривичниот законник, се донесоа промени позитивни во кривичниот законник, значи се криминализираа делата на родово базирано насилство и насилство врз жени, меѓутоа се уште во член 130 што се однесува на телесна повреда и нарушување на здравјето, всушност во став 2 се гони по предлог на жртвата. И ова е огромен проблем. Се зголемува бројот на семејно насилство. Само минатата година во канцелариите на ЕХО во Штип, Струмица и Прилеп регистрирани се над 200 случаи. Жртвите на семејно насилство ги следува бесплатна правна помош, објаснува Андријана Марковска, национален консултант на Совет на Европа. Жртвите на семејно насилство согласно законот за бесплатна правна помош им следува адвокат без да се утврдува дали исполнуваат услови од финансиска и материјална природа. И адвокатот би го добила во постапка да покрене постапка за привремени мерки за заштита од семејно насилство. Денеска средношколци, граѓански активисти вработени во општината со марш по штипските улици се вклучија во кампањата 16 дена активизам за борбата против насилството врз девојките и жените.